дојдов тука вечерва. Нема да вежбаме ништо, ќе вежбаме деновиве кои ќе се договориме, но имаме нови правила на, јас би рекла прво правила на однесување во куќата. Има неколку. Јас мислам дека вие сте сите свесни, но пред да почнам да ги кажувам работите една по една, сакам само да ви кажам дека ниту една работа во однос на сценската уметност не е хуманитарна организација. Колективна уметничка игра постои во театар. Вие сте сами на сцена. Да, зад вас постои екипа, продукција, но вие сте one man show. Тоа е исто. Во театарот постојат пиеси. Ако сакаш да си сам на сцена, тогаш избираш монодрама. Јас сум имала 2. И тоа е еден од најголемите предизвици што човек може да ги има. Да биде сам на сцена. Втората привилегија која што ја имате е тоа е дека бивате присутни по цел ден и ви се дава медиумски простор кој што може еден ден да го сонувате. Тој медиумски простор не ви е поклонет. Тој треба да го заслужите. Треба да се почне од почеток, од основа и да видиме до каде сме. Меѓу другото, не може сите да сте најдобри. Не може секој да има ист третман веќе од денеска, ако не постапува според начелата на професионалниот ангажман. Значи, не можеш да се однесуваш непрофесионално, неодговорно и да очекуваш резултати. Тоа не може. Во понеделник од 10 до 13 часот сами си ги одбирате песните, ќе ви се поделат коверти, ставате во хартија ливче, во ковертот, го запечатувате и се подпишувате. И нема повеќе, ама јас се предомислив, ама јас не знам. Не. Ваша ќе биде одговорноста од понеделник натака за изборот на песни. Океј? И нема повеќе да се предомислувате, како што сега го правите тоа, во рок од 3 дена, по 16 пати се предомислувате. Тоа значи дека вие, прво, не знаете што сакате, што е клучен и есенцијален проблем, не го терате вашиот филм до крај, поточно ми глуматате тука дека сакате нешто да направите, а е се проформа. Вториот, од денес па до крајот на шоуто ќе оценуваме се што правите во куќата. Значи, некој ако ми спие на час на Voice Coach доаѓа, Андријана, Вика Чуркова, и вие им спиете, или треба некој да ве буди, сметете дека вие другата гала вечер не пеете. На ваше место ќе добие бонус трака некој кој што ние мислим и на тој начин тој ќе си привлече повеќе внимание. На крајот од денот, што се занесувате вие? Сериозно? Па зошто вие мислите дека треба да спиете, да дојде Андријана, да ви држи час и вие да испиете? Ја тоа не разбирам. Да не збориме дека жената е професор на факултетка. Чуркова исто така е многу фина, многу добра, многу примерна. Имате работа со нормални професорки за музика. Значи не се ни егоцентрични, не се ни размазени, вредни се многу и двете. И на крајот на кришата и направиле нешто во својот живот. И тие се тука дојдени за вас. Мора да се расправаме за тањери кои да ми е дечки. Значи, вие сте за срамот. Не сакам да станам до тоалет да проверам што и како имате направено. Не сакам, оти ќе се изнервирам. Денес кешит. Така треба да е секој ден. Дали вие ќе бидете добри или не, тоа зависи од вас. Вие игрите кога ги играте, не ги играте до крај, туку ги играте со резерва, чеки сега јас ќе размислам што да кажам, ќе калкулирам. Зошто калкулирате? Вие така значи дека утре кога ќе ми излезете на сцена и ќе ме калкулирате со песна. Значи јас приоритетот на емоција која што треба да ја донесете на сцена, нема да ви верувам до крај. Нема да ви верувам.
Оти калкулирате, вие сте калкуланти. Оти дома родителите кои ве гледаат, тоа е добро и за родителите, ќе си го видат детето од еден друг агол, ќе видат шо, како треба, зошто. Да, жалиме што сте тука, но знаат, се согласиле вие да дојдете тука од причина, заради треба да бидете пејачи, да ставите некаков трак, некаков белек. Ама вие на се дадено, вие свиркате, спиете, се поливате со чаши води, инфантилни едни. Вие се бавите постојано со ноторни глупости. Кој се успал, кој... Не може бе, дечки, да не станувате во 9, ако е договорено во 9. Нема. Тој што нема да стане во 9, нема да има проба. Дечки, прво, ова сега све што правите е шоу бизнес. Не сте за по дома. За по дома уклучете си, да се вика, ова, iPhone, сликајте си, има сега видеа на Инстаграм, на Фейсбук, споделувајте си, кај сакате правите, па пејте си, па делете си го на YouTube. Правете си што сакате, не е проблем. Ама ако сте прифатиле волку време да ве има на телевизија, оправдајте го времето кое што ви е дадено. Јас еден совет би ви дала за крај, а тоа е дека од вашата лична приказна, тажна, несреќна, фрустрирачка, болна, жална, тоа направете го да биде квалитет. Од тоа создајте си квалитетна приказна и мора да успеете во тоа. Значи, вие тука, ти уште еднаш, ако ми одбиеш вежба и работиш и доаѓаш и ми се правдаш, ми се спи и не сум наспан, ќе идеш ќе си спиеш. Имам само едно прашање. Да, изволте. Во изборот на песните, дали јас морам да пеам забавно или испадна од комфортна зона да не пеам само Сариевски, Никола Вадев, него може да пеам и Шабан Шаулич, и Митар Мирич, и Мирослав. Мислам дека тоа нема продукцијата да ти дозволи да пееш турбофолк, претпоставувам. Затоа што е тоа политика, колку што Јас ја тука знам. можам да шетам по тие стилови секаде. Не мора да Мислам се дека држам стрикно за Никола Вадев. па мислам дека од тоа бегаме сите. А реално. Не, јас можам да шетам тука секаде. Не, нема јас мислам дека продукцијата бега од тие турбофолк варијанти. Јас според мене, јас мислам дека многу моце часови имам со професорите по пење. Еве лично за мене јас сакам да имам повеќе часови. Ја не верувам дека ако е знамо нешто Андреја не каже ве молам, ова и ова ми треба, останете, не верувам дека ти каже Андреја не. Значи мораш да ја убедиш дека ти треба повеќе време. Не си ја убедил доволно. Сериозна сум. Јас сепак стојам на тоа дека треба повеќе да се потрудиш. Ама тој недостаток на амбиција од ваша страна е поразителен. Немате, дечки, немате, се бавите со ноторни работи, со ноторни глупости, се бавите, како да ви кажам, срамота е. Ја би ве будала во 6. И гајле би било. Како бре 6? Каква вода, какви чаши? Станувај чао, нема да станеш точно во 9, нема да имаш час со мене. Ја ќе прашам. Ти прекине се повлекуваш во себе, отвори го тоа малце твоето мистично, тајновито, интровертно, тоа твоето што е сензуално, што го имаш како природен момент. Тоа тебе знаеш колку ќе ти игра улога во твоите настапи. Не се женирај, не калкулирај. Абе, преку песната вие знаете ли дека тоа песната е терапија? Музиката е терапија. Може да се излечиш со музика. Вие, окей, почитувам се. Ама ако сте више толку банда, нели? Ако толку многу сакате да се дружите и да бидете конструктивни, тогаш договорете си, направете една тематска вечер. Нека биде тоа ваша идеја. Вие не можете да се договорите кој по кого ВЦ иде. Кој да измие садови и се карате. Стварно као 5,5 години да имате.
толку имав ја да ви кажам. Вие ако имате нешто мене да ми кажете, ама да не ми се жалите ова има, она нема, од конструктивен аспект може. И да си идам дома, оди сум мртва уморна. Изволте, Горан. Што кажавте, само кога веќе ќе биде за садовите мијања, јас утре сум прв што ќе ги мијам. Така е. Список, пенкало, одма да се запише. Горан, Секако тај тоа него тата. вака. Имам уште една молба до сите тука што се присутни во куќата. Да. Чашите да не ги оставаат било каде, секаде Се да ги испие, сложувам. да донесе, да остави до Така е. умивалникот. Не, А не ова да ги ќе соберам 20 чаши надвор или ваму таму. Јас случај недел да ги миев и не кажав оф. Ги миев сам, исто под... Ќе си ги враќа, а ти имаш обврска само да ги миеш садовите. Така, ама не да ги соберам и помаси. Не, тие ќе си ги носат сами. Ете тоа. Кој најмалку мие Нека биде садови? храбар, нека се дигне два прстен. Тоа вика. Океј, Зој ти ги миеш задутре. Така? Добро. Иле не ми... Не. Катастрофа е, Готово. катастрофа е. Вака Те треба... молам. Те молам, Миле. Не. Тоа, еве, ова не ми се допаѓа. Значи, кажувате, да, готово толку. А не ми филозофирате дали тој ќе функционира или не функционира. Нема врска нови правила сега Јас не се може уште живот. уживам улогата да бидам будала да си го мијам сам садот. Знаеш зашто? Заради тоа што ниту се сметам за ретардиран, ниту за фатен во рацете, ниту за некултурен. И пред се почитувам било кој да е тука. Тоа е моја одлука, затоа сам си мијам. Ако пие кафе 3 сат са бале, ќе се измие сам шолјата. Од 12... И јадат тие кои јадат тањерот. Ако не, нема да има Од час. 12 натака сам си миеш. Не, од 12 натака, само можам си легнам еден. Лајот не морам да го седам некогаш, така ми е кажано. Не може така. Не, ај не менувате правила, сами слушнавте. Значи, Горан има он привилегија Не. пријом. Ако јас од мијам до 6 беле, ако мијам на Не. До 12, поточно лајвот ви е до 3. До тогаш можеш да измиеш све. Са бајлет ако 3,5 некој пие кафе, тој ќе си измие сам Ама шоја. јас сакам вечерта примопредаја да му направам погледни ако не да го ти остава. Па направи му примопредај. Професорките кога доаѓаат ни викаат добро вежбај го ти ова и никој не го вежба тоа. Па тоа е зашто зборувам јас цело време. Тоа е проблем. А не, Еден по еден зборувајте. тоа е проблемот. Мене професорката ми рече вежбај ова она ако треба. Пример, ќе земам конкретен пример за Кери. Кога пеев Кери. Значи висока ти е, пробај така да пееш, пробај ова да го правиш. Јас се да тоа го правев, јас се терев тука ко мањак. И сите знаат за тоа. Дали во Тие што ти недела се- само барем по 3-4 проби да имаме не еднаш и толку. Ништо не можеме така да направиме. Не се сеќаваме сигурно, барем јас за себе Два пати во зборам. неделата да имаме проба со бенд, не само пред наставот. Тоа и немаме време, значи не гледаат само еднаш кај спееш песната. Ајде, влагај Ајде, околу. готово си одиме. Ја не сум сигурна дека секој од тука можеме, ќе речам можеме, да го истрпиме да истрпиме толкава фул агенда. Че не сум сигурна кој колку има толку кондиција секој ден да е по 8 до 10 часа фул агендата истрпувачки со вежби и така. Не, И мене може да... Не, душо, не. Па не, ама мислам дека не велам за себе, туку велам за сите што барат и Не, не ти сум гледаш сигурна себе. дали Секогаш за себе. Ти гледај се себе. Е така. А за другите, тоа е тоа. Не